Градежните зафати за реконструкција на градскиот стадион Зоран Пунов во Велес се во тек. Општина Велес заедно со инвестиционите средства од Агенцијата за млади и спортот денес официјално ја започнува реконструкцијата на стадионот. Проектот е вреден 12 милиони и 200 илјади денари, а градежната компанија Делтапром е изведувач на овој проект. Теренска посета денес извршија директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски во присуство на медиумите заедно со представници од локалната самоуправа и градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Би сакал да го изразам моето задоволство што денеска заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт господин Дарко Каевски свечено го прогласуваме почетокот на градежните работи за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во Велес. Оваа иницијатива ја тераме веќе подолго време. Би сакал да упатам огромна благодарност во име на граѓаните на Велес, во име на Советот на општина Велес, во име на спортистите, спортските работници, особено во име на фудбалскиот клуб Борец и женскиот фудбалски клуб Борец, кои најчесто го користат стадионот, за зафатите што ќе бидат направени. По завршување на реконструкцијата, нашиот стадион ќе ги исполнува меѓународните стандарди за одигрување на важни надпревари. Ќе бидат направени повеќе зафати. Ова е прва фаза од реконструкцијата. Коцевски додаде дека наскоро ќе се реализираат и повеќе градежни работи кои ќе бидат дел од овој проект, меѓу кои соодветно осветлување на стадионот, како и реконструкција на подпорниот зид. Овој проект е со цел колку што можеме повеќе младите да ги мотивираме да спортуваат и да го засакаат спортот, а тие да создадат најдобри услови во делот на спортската инфраструктура, изјави директорот за млади и спорт Дарко Каевски. На мое огромно големо задоволство денеска правиме вовед во градба за реконструкција на фудбалскиот стадион тука во Велес. Едно од големите ветувања беше дека овој фудбалски стадион ќе се реконструира, односно ќе ги исполнува сите стандарди и ќе ги задоволува потребите на општината, потребите на сите спортисти, потребите на фудбалерите, но и секако потребите на граѓаните за да можат пристојно да дојдат и да гледаат еден фудбалски меч тука во Велес. Драго ми е што овој проект започнува денеска. Рокот на изведба на самиот проект е 8 месеци, но во разговор и со изведувачите ќе гледаме што е можно побрзо да се направи, се со цел новата сезона која што ќе започне некаде крајот на летото, да биде пред нов, реконструиран, современ фудбалски стадион и со тоа сите ние, пред се велешани, пред се фудбалерите како на Борец, така и сите потенцијални млади фудбалери, спортисти да се гордеат со овој реконструиран фудбалски стадион. Каевски се заблагодари на сите инволвирани во овој проект за максималната поддршка, а воедно ги повика сите велешани будно да ја следат оваа реконструкција, која е дел од партнерско спроведување на локалната и централна власт, бидејќи само така можеме да дојдеме до нови проекти, како за Велес, така и за целата држава. Со проектот се обезбедува набавка на опрема за наводнување на фудбалскиот терен и нов систем за користење на соларна енергија за затоплување на вода за туширање. Ќе се постави заштитна настрешница за излез на спортистите од соблекувалните до стадионот. Ќе се пренамени веќе постоечки објект во тоалети за посетителите, а постоечките трибини ќе бидат реконструирани. На дел од стадионот ќе биде поставена метална ограда, а за новинарските екипи е предвидена изградба на 2 платформи, кои ќе се користат за снимање на спортските надпревари. Ова се дел од низата проекти за град Велес поврзани со спортската инфраструктура, кои ги изјавија Каевски и Коцевски.